Почитуван пратеник, добар ден. Пред неколку дена се вративте од Соединетите Американски држави и оттаму испративте порака дека таму Македонија има еден искрен пријател. Сметате ли навистина дека САД се еден стратешки партнер и пријател на Република Македонија? Па сметам дека САД се најсериозниот стратешки партнер на Република Македонија. И ако видите и во историјата на ова кое што се случува сега, јас сметам дека како држава ние имаме и треба да имаме два стратешки интереси, од кои што едниот е веќе делумно исполнет, да бидеме членки на НАТО, членки на Европската унија, но и да имаме силни стратешки врски со Соединетите Американски држави. Ние кажавме дека како влада која што е избрана од граѓаните имаме перспектива да работиме и на едната стратешка цел, но и да ја доближуваме Република Македонија кон администрацијата на Соединетите Американски држави, кон Соединетите Американски држави, бидејќи навистина не можеме ништо да загубиме, можеме само да добиеме. Силен сојузник и воено не поддржува од аспект на доекипирање на нашата армија, но и сите оние демократски па би кажал достигнувања што ги имаме од независноста натака се должат и на исклучителната блиска соработка на Македонија со Соединетите Американски држави. Имав можност да бидам присутен, да остварам неколку средби и на национално, но и на државно ниво во сојузната држава Вермонт, и тоа кое што го стекнав како впечаток и само го потврдувам дека навистина ние како држава сме ценети како еден силен сојузник на САД, како една членка на НАТО која што навистина контрибуира и со средствата од бруто домашниот производ, но и со учество на мисиите, но и со сето она како политики кои што го имаме и така како можеме да се подпреме на поддршката на Соединетите Американски држави во наредниот период. Остваривте средби со конгресмени, со видни личности таму. Што се разговара за Македонија на тие средби? Така, многу е важно да се напомене дека целата таа посета беше организирана од програма која што е финансирана од Конгресот, но и поддржана од амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија. Еден од тие конгресмените исто така беше и член на македонската група во Конгресот за поддршка на правата на македонците, нешто што е особено важно за нас. Оно што мене позитивно ме израдува е што тие луѓе добро се запознаени со ситуациите кои што се присутни во државата, луѓе кои што сакаат да дадат поддршка и луѓе кои што особено го ценат, како што кажав, нашето учество и со финансиите, но и со сите оние можности кои што ги имаме со армијата во тие мисии, во мисии кои што и во минатото сме им помагале на Соединетите Американски држави за нивните потреби, но и тоа кое што новата влада го прави, а тоа е силно поддржување на американските политики, на американските интереси, но и заоѓање заеднички јазик да ги најдеме заедничките интереси на тој пат. Прилично се многу задоволни заради тоа што имаме една агресивна кампања за привлекување на странски директни инвестиции, да можат нивните компании да се шират, и диалогот кој што го имаат поставено нашите институции, бидејќи како што кажеме во нашата економска филозофија, еден дел од тоа киде и на сериозното поттикнување на странските директни инвестиции, и ние како парламент, но и владата се многу посветени на тоа. Имаме и законски измени кои што дозволуваат и полесно компаниите од САД да влегуваат во Република Македонија, да отвараат работни места и да работат, така да и конгресмените, но и сите ние кои што имавме можност да ги сретнеме, како спикерот на парламентот во државата Вермонт, заменик гувернерот и така натаму, тие кои што се функционери, кои што се високи, особено се заинтересирани не само воената, туку и цивилната соработка да се продолбочи, така да мислам дека во наредниот период ќе имаме многу позитивни вести кои што ќе ги донесеме од Соединетите Американски држави. На 16 март се случи една голема трагедија во Македонија, зборувам за пожарот во Кочани со голем број на жртви. Вие веднаш јасно и гласно зборувавте дека се потребни промени, пред се законски, за ваква трагедија никогаш да не ни се повтори. Зашто точно размислувате? Па размислуваме и веќе неколку недели наназад работиме на многу закони, заедно со многу институции кои што треба да пристигнат во собранието, каде што едноставно ќе успееме да создадеме некоја регулаторна гилотина за да повеќе не се случуваат вакви пропусти во системот. Разговараме и со Министерството за транспорт, со Министерството за труд, за економија, разговаравме пред некој ден и со Министерот за дигитална трансформација, како одредени процеси да ги дигитализираме, како да направиме и засилени контроли, да дадеме можност институциите позасилено да постапуваат во однос на вакви ситуации, да не се случуваат. Веќе го донесовме и го изгласавме законот за да не се употребува пиротехника во затворени простори, нешто што беше поздравено и од Државната комисија за спречување на корупција. Така да сакаме да направиме еден навистина сериозен
се една сериозна анализа на постоечките законски решенија, но и да направиме една сериозна траекторија на движење на би кажал надлежностите на институциите, бидејќи вие џабе ако менувате законски решенија, ако потоа не се имплементираат и ако нема кој да ги исконтролира. Така да тоа што се случи беше навистина па би кажал еден резултат на една одредена неказнивост која што во изминатите години беше толерирана и каде што можеше да се види дека дури и на вакви трагедии луѓе може да се извлечат без никој при тоа да одговара. Или замислете да даваме можност ние да бидеме обвинети или луѓето кои што се починати како возач на автобус или кабел, или да се обвинуваат и да се судат некои сосема трети лица кои што никако не биле можеби инволвирани во постапката или нивното учество во постапката е минимално, и да не се случуваат судски пресуди со кои што навистина не само што нема да имаме правда, туку дополнително ќе ги отвориме раните на фамилиите на тие кои што починале, затоа што некој кој што е заштитен од некаде одлучил дека тоа така треба и да се направи, но нема да застанеме само на овие три дејности, размислуваме на една поширока би кажал да отвориме поширок простор на дејствување, зашто да не да размислиме и за одговорности на правосудните органи и на судии кои што даваат смешни присуди и кои што човековиот живот го обезвреднуваат на 1 до 2 години на затворска казна, така да од она кое што можам да го приметам, ние главното ветување кога ги добивме изборите пред граѓаните беше дека ќе направиме функционална држава и правосудство кое што ќе биде еднакво за сите. Навистина, веќе од првиот ден се обидовме и го правевме тоа, но ова само ќе не даде можност уште позасилено 24 часа како досега да се фокусираме дека овој систем мора да биде функционален. Но тука сакам да повлечам и една друга работа и да ја искоментирам главно. Системот треба да функционира за сите, но треба да знаеме дека функционалниот систем треба да не опфати нас самите. Не можеме ние да бараме систем кој што ќе функционира се додека на мене не ми притреба или на некој друг или на некој граѓан не му притреба, а некако да најде начин да го заобиколи системот кој ќе дојде лично до него. Ако одиме на тоа дека системот ќе функционира, ќе одиме заради тоа што веќе време како држава немаме веќе луѓе да ги губиме на ваков траурен начин заради нефункционалноста на системот, тоа што и систем треба да биде еднаков за сите. Токму во таа насока планираме да вклучиме и дигитализацијата, затоа што ова што се случи е една огромна трагедија која навистина треба да не освести сите дека од тој момент натака треба да постапуваме неселективно на било каков начин. Нема да биде лесно. Тука не се работи за политички рейтинг, ниту за тоа како некој ќе помене на наредните избори, туку се работи за заштита на она кое што го имаме како највредно, а тоа е животот на граѓаните и бројката на граѓаните која што се уште живее во оваа држава. Тоа е суштински национален интерес. Точно е дека не се работи за политика, меѓутоа мораме да се соочиме со тоа дека додека цела држава тагуваше, некои политички структури тераа политика дури на оваа тема. Ако дадеме една општа оценка за однесувањето на СДСМ и на ДОИ откако тие стана опозиција, кој би бил вашиот коментар? Катастрофален, нечовечки. Тука би ги вклучил и левица и ќе направам вака дистинкција и ќе ги поделам на трите дела. Прво ќе почнам од левица. Класични политички глодари, кои што до таа мера умот им го има поматено политичката амбиција и удобствата во функциите кои што се наоѓаат, па на паузата од купување луксузни простории во центарот на градот за партиски простории, хотели од 4 или 5 ката, не почекаа неколку дена да ги испочитуваат жртвите и веќе од првиот ден почнаа да политизираат. Јас ќе ја потсетам јавноста, обидувајќи се да организираат протести, студентски протести, да инфилтрираат лица кои што организираат протести во Србија, нивни членови да се обидат да ги дигнат студентите. Практично секаде онамо каде што има изворно незадоволство и изблик на гнев на народот кој што е гневен, и ние сите сме гневни за системот кој што не функционираше, тие се прилепуваат и се обидуваат на секаков начин, газејки преку спомените на оние кои што трагично ги завршија своите животи, да имаат некаква политичка корист и бенефит. Тоа е политички глодар. Од кампусот на СДСМ, привидно глумејќи дека нема да ја користат трагедијата, ги извадија од нафталино нивни омилени шарени револуционери кои што 7 години не кажаа ниту една буква за оние 4 големи трагедии за кои што, внимавајте, нема ниту еден кој што има добиено кривична пријава од МВР. Да не заборавиме, тоа беше случајот со онкологија, Дурмотурс, Беса Травел, модуларната болница, набавката на вакцини. Тие луѓе 7 години ќуте, молче.
Ништо не кажа, ниту еден протест немаше организирано, немаше кој е следен, немаше системот е следен и така натаму, за да сега ги активираат, да и тие политички глодари се обидат да добијат некој поен. Видовме една катастрофална пресконференција на една нивна подпредседателка на 16-ти, веднаш после тоа барајќи оставка од министерот Тошковски, и замислете, за да биде парадоксот уште поголем, Оливер Спасовски излезе и толкуваше како треба истрага да биде водена. И сега вие, ако одиме стрикно на бројките, гледате дека сега има над 60 приведени, и тоа истрагата се уште не е завршена, има уште 2 месеци рок истрагата да заврши. Ние кажуваме дека обвинителството му даваме слободно можност да постапува, секој еден кој што обвинителството ќе помисли дека е вмешан, може да биде и повикан и обезбеден од органите на прогонот и нека одговара. Министер во владата има некој кој што е во овој момент приведен, има и актуелни полициски службеници, секој еден кој што страгата ќе покаже дека е обвинет, слободно нека одговара. Но не го видовме тоа кога беше СДСМ на власт. И тоа, замислете, сега е трагедија на објект кој што бил дискотека, кој што не исполнува услови, но тука нема јавна набавка од државен орган како што имаше за модуларната болница. Па јас ќе ве потсетам за трагедијата во Бугарија, 60 пати автобус кој што е нерегистриран, поминат на технички преглед со важна лиценца, помина, имаше дисциплинска постапка за еден полицаец и за еден царински службеник. Каде беа тука директорите на царина да дадат оставка, министерот за транспорт, министерот за внатрешни работи? Имаше ли некој обвинет, односно се извинувам, приведен или некаква кривична пријава? Немаше. За тие 4 скандали МВР има 0 кривични пријави. И сега тие наскени објаснуваат за неселективна правда, што луѓето кога гореа велеа дека КБО-те крив, дека пајакот е крив, дека ја удрил полицајката, дека во онкологија сестрата била крива или портирот, а никој не беше обвинет и покрај тоа што имаат директни надлежности по Законот за здравствена заштита. Одиме кај третиве, кај ДУИ. Тие од првиот ден се обидуваат да дадат етнички наратив на истрагата, обидувајќи се да го прават тоа што најдобро го прават 20 години. Секогаш кога се фатени во криминал, тие луѓе велат етнички се води истрагата, имаат нешто против албанците. Логично е прашањето, антитеза е да ние да поставиме едно прашање. Кој имаше против албанците кога се случуваа овие трагедии? ВМРО ДПМН како опозиција или тие како власт, кои што не ги расветлија случаите зошто загинаа луѓе кои што можеби беа албанци, можеби беа и македонци, кои што изгореа живи во болницата, кои што го загубија својот живот во Ласкраци, кои што го загубија својот живот во Бугарија. Дали ние ги делевме пациентите на онкологија на албанци и македонци, зашто тогаш тие не беа загрижени барем за албанците, па да рекоа, еве има толку обвинети, толку се однесени по суд, толку се осудени. Така да тие се обидуваат да го направат тоа кое што во моментот мислат дека ќе им донесе некакво оправдување пред јавноста, знаат дека си би кажал догуша во криминал, знаат дека некој почна веќе да поставува прашања, нема веќе влегување во кули и делење боксови и испраќање дома со честито во судот, нема веќе безочно крадење, нема веќе недопирливи во државата, почнува правдата да го стигнува секого и тие 3 партии веќе си имаат направено коалиција како да ја спречат правдата да доаѓа, мислејќи дека некого ќе исплашат. Ако сме кажале дека бескомпромисно ќе расчистуваме со криминалот и корупцијата, тогаш бескомпромисно ќе расчистуваме. Не е важно како ќе помене партијата на избори или дали некој ќе биде на власт, важно е одеднаш да го исчистиме и да го исушиме ова политичко криминално мучуриште. А како тие луѓе мислат дека ова ќе им донесе поени, за неколку месеци се локалните избори. Ако сме сработеле добро, граѓаните ќе не наградат. Ако не сме сработеле добро, граѓаните ќе си го кажат тоа на изборите. Така да, сето тоа кое што тие луѓе го прават, јас би го квалификувал како политичко глодарство, како некрофилија, како еден гнасен обид сите заедно да се израмнат во одредена кал, но колку повеќе тие ќе навредуваат, ние толку помотивирани сме да ја завршиме нашата работа. Ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и на вас.